Следната година имаме избори. Дали изборите ќе се одразат на работењето на Фондот за иновации, дали ќе има поместувања во однос на одобрувањето на грантовите, за да не биде протолкувано како подкуп на гласачите? За жал, морам да кажам дека изборите како процес ќе имаат свое влијание врз динамиката на нашето работење. Неодамна владата ни даде согласно за изменетата среднорочна програма која ќе се протега до крајот на 2020 година, која што предвидува неколку нови иницијативи кои што ги развиваме по барање и на самите компании. Пред се ќе споменам воведување на посебна скратена постапка за аплицирање, која што досега не беше предвидена како можност. Тоа како новина го воведуваме веќе наредната недела со првиот повик, што е првиот следен повик за технолошки развој. Очекуваме дека тој повик по скратена постапка ќе бидеме во можност да го реализираме до пред одлуката за распуштање на собранието. Меѓутоа сето она што следи, повикот за технолошки развој по редовна постапка, повикот за стартап компании кои што планирам исто така да го објавиме до крајот на годината, ќе бидат за жал делумно и пролонгирани, зборам пролонгирани во смисла на носење на конечна одлука до завршување на изборниот процес. Тоа подразбира дека повиците ќе ги отвориме, компаниите ќе може да аплицираат, фазата на административна проверка пред селекција ќе може да се случува и да тече. Меѓутоа, иако немаме законски ограничувања, самото носење на одлуката решивме интерно да го пролонгираме до прогласување на изборниот процес за завршен. Колкав би бил рокот за пролонгирање? Повторно кажам, тоа сепак не зависи од нас, зависи нели нормално се случуваат изборите сега, како што е дефинирано, се случуваат 12 април. Знаете како, месец и пол сигурно очекувам дека некаде сето тоа би се заокружило да можеме некаде веќе на втората половина на мај да се донесат одлуките. Не е преголемо одлагање, пошто бидејќи имаме веќе ситуација каде што заради огромниот број на апликанти процесот секако трае малку повеќе, затоа што на сите тие апликации треба да им се посвети должно внимание од наша страна. Така што веројатно тоа одлагање би било некаде месец и пол, не повеќе. Се надевам дека и овие повици кои што ќе ги отвориме до крајот на годината ќе можеме со одлука да ги затвориме некаде пред средината на 2020. Сето она што ни е во програмата за 2020 година, значи ако идеме веќе со објавување на нови повици, веројатно ќе го темпираме или за јануари или повторно по завршување на изборниот процес. Тоа значи дека нови повици нема да отвараме откако ќе се распушти собранието.